Утрото го почнавме со 12 целзиусови степени, во моментов 17 во главниот град и до 31 целзиусов степен ќе одат денеска температурите. Пријатно време на видум, ги баравме овие високи температури, но треба да сме свесни дека и тие сами по себе носат ризици. Да, особено престојот во природа носи ризици по тоа да имаме убоди од инсекти, кои што можат пак да предизвикаат различни алергиски реакции. Како да ги разликувате убодите од инсектите и како да реагирате во таков случај се прашањата кои што ова утро колешката Јована Костадиновска ги отвора со доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог. Јована, доколку се слушаме, добро утро и повелете со разговорот. 17 целзиусови степени, Јована, верувам дека е пријатно надвор. Штом се насмејана, пријатно е. Добро утро, колеги. Утринско сонце и температури повисоки за овој период од годината, кои што ги најавивте, вистина се чувствуваат надвор на терен. Извинете што се обидувам со очите да се концентрирам, да гледам без очила за сонце сме. Се надам дека нема да пречи ни на гледачите кои што ова утро не гледаат и не следат во понеделничкото издание на Македонија наутро, токму на таа тема. Ќе дадеме одговор на прашањата кои се тие инсекти кои што даваат слични, малтане исти симптоми по убод и како да постапиме и како да ги разликуваме. А дека ова сонце е убаво за нашата кожа и дека добро сонце, вели и мојот соговорник доктор Андреј Петров, дерматовенеролог, специјалист. Добро утро за вас. Добро утро и убав ден, ама можност и да поразговараме тука пред нашата болница, пред Аџи Бадем Систина на сонце. Ама на здравото сонце, ова што е сонце пред да почнат оние жестоки температури. Сега ова ни е друга тема, но добро, битно дека ние здраво утринава го започнавме утрото. Кои се, докторе, тие инсекти кои што даваат, па да речеме, исти симптоми? Црвенило, чешање, болка, отекуваат, велиме комарец, ме каснано ќе излезе дека не е комарец. Генерално сите инсекти знаат да дадат слични симптоми и разликата е во интензитетот на реакцијата. Тука може да зборуваме и за убоди од комарци, и од пчели, и од оси, понекогаш и од крлежи, може да зборуваме за убоди од пајаци. Значи сите тие имаат своја симптоматологија која генерално може да биде една минимална локална реакција која се јавува на местото. Комарец ке не боцне, имаме минимална реакција со чешање, може да биде значителна локална реакција, а во некои случаи може да бидат и општи симптоми. Може да бидат симптоми од други системи, па да завршат дури со шокова реакција. Меѓутоа најтешко се, да кажем, диференцираат убодите помеѓу оси, пчели, стршлени, бидејќи тие отприлика прават ист тип на реакција. Добро, да ги споминавте комарците. Комарците кај да сега ќе почнат веќе да чешат и да боцкаат и да предизвикуваат силно чешање, иритација и така натаму. Како треба да постапиме? Дали треба да се чешаме? Мислам, иако тоа не можеме никако да го спречиме, затоа што самото по себе е доста силно, но како треба да се постапи? Што не сме да се прави, а што е дозволено? Затоа што при силно чешање можат не само и отоци, туку и рани да се направат. Не сме да се чешаме. Мислам, тоа е нешто што генерално ние како дерматолози не го советуваме никогаш, ниту при некои други болести кожни за кои пациентите се обраќаат, особено кај комарците, секогаш чешањето на дворешното влијание и тие рани што се прават се влеси за потенцијална можна инфекција. И заради тоа е нешто што треба да се избегнува. Како да постапиме? Па наједноставно е ако се една-две локални реакции да намачкаме некој локален антихистаминик, значи или некој локален кортизонски препарат локално. Извинете, коцка лед помага ли? Коцка лед може да помогне ако да речеме убод со поголем оток на ткивото, како што го прават обично пчели, оси, кај што ќе го намалат отокот. Кај комарец тоа не помага многу. Најдобро е да се намачка ако има и мал оток, локален кортизонски препарат, ги има различни кремови на пазарот кои може да се купат за таа намена, а чешањето најдобро го неутрализираат тие локални антихистаминици. Ама ако има голем број на убоди, бесмислено е целото тело да се мачка со локални антихистаминици, тогаш она што го советуваме да се напијат некоја таблетка од некој локален антихистаминик, од орален антихистаминик кој ќе го ублажи јадежот, ќе намали алергиската реакција, така да ќе биде нешто што во суштина ќе им помогне на пациентите.
Сега ќе ве прашам дали оние препарати кои што знаеме буквално целите да се полиеме, да се ишприцаме против комарци, штитат и колкаво е време трењето кога тие штитат. Имам прочитано дека не треба да се претерува, не треба многу често да се става. На упатството на тие пишува дека може да се стават на 4 до 6 часа. Тоа дозволиво ли? Да, тоа се препарати, тоа се така наречени репеленти, еден вид кои се употребуваат. Некогаш има и овие кремови што се за заштита од сончење, па внатре со нив се измешани, има комбинирани препарати за деца и така натаму. Мислам дека тоа е едно добро средство кое може да се употребува, не треба пречесто да се употребува, бидејќи обично содржа внатре и некои други состојки кои сушат кожата, така да не биде тоа нешто што е пречесто и да се води сметка, особено кај деца кога се употребуваат, има специјални колекции за сензитивна или китс или сензитив се бележани, за да не се изложуваат децата на некои препарати кои имаат алкохол во себе. За дел од препаратите кои се користат кај возрастните има алкохолни тинктури кои се внатре, така да тоа е нешто што кај децата не се советува. Меѓутоа ги има бројни на пазарот. Она што е дерматолошки медицински тестирано е нешто што може да се употребува. И ќе го заокружиме разговорот дека дали кога имаме некој убод од посериозен инсект треба да се внимава на храната која што се внесува. Колку е поврзано тоа? Колку всушност убодот навлегува и со која брзина преку кожата во организмот? Па не толку да се внимава на храната, колку ако имаме, знаеме дека сме алергични на пчела, на оса и така натаму, тоа некогаш може да бидат бурни, дури и животно загрозувачки реакции кај некои луѓе. Заради тоа тогаш треба да се поиде во болница и да се прими соодветна терапија од страна на доктор, а таквите пациенти ако се докажани и документирани, треба да бидат на некој начин подложени на една постапка на вакцинација, на десензибилизација, за да може да се направат тие да кажем неопходни заштитни работи за да може да се пациентот заштити. Ви благодарам, докторе. Посакувам убав и пријатен ден, убав пријатна старт на нова работна недела. Споминавте дека сонцето е убаво и пријатно рано наутро за нашата кожа и треба ли на крајот нешто да намачкаме на кожата или доволно да уживаме во сонцето, да се полниме со витамин Д? Секогаш треба да намачкаме нешто, дури и кога ќе се намачкаме со 50 заштитен фактор, ќе потемнеме доволно, а ќе се заштитиме од штетното влијание на ултравиолетовите зраци, кои има две главни дејства кои треба да ги заштитиме, тоа е старењето на кожата, а сите сакаме кожата помалку да ни старе, и заштитата од рак на кожа. Ви благодарам. И благодарам што ме поканивте тука пред нашава болница да се вклучиме во вашата емисија во живо. Благодарам секогаш наш драг гостин доктор Андреј Петров, дерматовенеролог, специјалист. Се надевам дека помогнавме со одговорите на прашањата и наведум помогнавме и во некои недумици кои што ги има, особено мајките, дали често да ги заштитуваат со спреови против инсекти децата, колку смеат, колку не смеат, сето тоа е дозволиво, се разбира, доколку ги следиме и упатствата на препаратите кои што ги користиме, но како и да е, доколку имате убод од некој инсект, го слушнавте докторот кој што навистина дава голема реакција по вашето тело, морате да консултирате доктор. Добро е да се знае, Јована, дека ако пред месец, да речеме, дена бевме во јакни на терен и ни беше студено, сега веќе мора да мачкаме нешто за кожата, додека известуваме на отворено на линкови. Благодарам за информациите и вклучувањето во Македонија наутро. Благодарна секако до Јована, со оглед на тоа што ни се најавуваат високи температури за следниот период, очигледно комарците, но и сите оние останати инсекти ќе ни бидат верни пријатели со кои што ќе треба да се справуваме. Да, убаво е на високи температури, но знае да биде и незгодно, токму затоа грижете се за своето здравје.